Стечајците во нова неизвестност, поголема од кога и да е. Неплатениот стаж нив ги става во пензиска неизвестност. Ова е резултат на туѓа неодговорност и немарност, поради што некои од нив немаат ни минимум 15 години неопходни за пензија. Така да ситуацијата е многу алармантна, да речем, и тоа е катастрофа. Што е најважно, рекордно го носиме уштип. Мислам у Македонија што сме, има 15 години неплатен стаж. Сега кога ги проверуваме документите за пензиското, видиме дека му фалат 15 години, а он 30 години работел. Најголемите проблеми се настанати веднаш по осамостојувањето на државата, кога не се знаеше ни кој пие, ни кој плаќа. Најголем проблем имаме со стажевите после 90 година, значи во делот на транзициониот период во Републиката, во делот кога не беа плакани придонесите, кога имаше отписи на, да кажем, на 70% на придонесите и така натаму, и се немаше една евиденција ажурна во фондовите, немаше компјутерска обработка на податоци и тука е најголемиот проблем. За проблемот да биде поголем, најголем дел од фирмите кои биле неодговорни кон своите вработени повеќе не постојат, па стечајците сега немаат ни кого да тужат. Има ли чаре за нивната мака? А тие лица може да поднесат барање до Фондот за пензиско осигурување, за да може целокупниот период кој што не бил платен да се добивање на решение од Фондот за пензиско осигурување и плаќање на истиот. Со тоа, лицето ќе се здобие со тој стаж кој му недостасува за исполнување на одредени законски услови за остварување право на пензија или за било кои други права од пензиско осигурување. Ова е добро што на некој истиот случај кои немаат 15 години не е платен стажо, сега го имат повише. Имам ги, водат се по книжката, по евиденцијата по 18, по 20 години, а имат 15 години, по 5, по 6, по 7 години и фалат пензиското. И со тоа може и ќе има добра е. Ова нештата секако ги прави полесни, но прашање е колку стечајците ќе имаат пари, стажот кој им фали за пензија и да си го откупат.